Жиросметката на основното училиште Никола Карев од Кочани е блокирана поради активирање на наплата на камата за побарувањата за превоз на учениците од пред скоро 10 години. Директорот на училиштето Александар Андов упати писмена информација до јавноста, во која реагира за ситуацијата во која се најде институцијата на почетокот на учебната година. При тоа, обвинувајќи го поранешниот превозник дека немилосредно се збогатува на штета на учениците и на сите граѓани. Превозникот Автоатом од Кочани со решение за нотарски платни налози од јули и август годинава изврши блокада на сметката на училиштето Никола Карев, од која беа повлечени 682.641 денар, од нив над 630.000 денари за камата, а остатокот за нотарски трошоци. Каматата е за основен долг од над 4 милиони денари, што е подмирен во целост. За да не дојде до блокада на сметката на училиштето, општина Кочани под притисок направи ребаланс на буџетот и сите расположиви средства во износ од 816.000 денари ги пренамени за плаќање на каматата. По пресметка на банка, таа е во вкупен износ од 1.797.158 денари, а училиштето се обврзува дека ќе ја исплати во 2022 година без да се наруши нормалното работење. На 31 август оваа година подмиривме уште 150.000 денари и во джентлменски договор со Автоатом училиштето се обврза дека и остатокот од каматата ќе биде исплатен, кој што договор од страна на превозникот не е испочитуван. Од Министерството за финансии бевме известени дека од сметката на дотации се повлечени уште 682.641 денар. Нејасно е зошто превозникот чекаше да пушти решение за издавање нотарски платен налог и да побарува камата што се однесува за фактури од 2013 до 2017 година, се истакнува во писмената информација од директорот на основното училиште Никола Карев Александар Андов. Од училиштето упатија јавен повик до превозникот да покаже општествена одговорност затоа што основниот долг е платен, а средствата за камата и за нотарски трошоци да се искористат за создавање соодветни услови за учење на учениците. Со блокирањето на сметката, училиштето не може да ги плаќа трошоците за електрична енергија, за телекомуникацијски услуги, ниту пак обврските за тековно одржување на зградата. Поуспешно реализираните упесни активности за прием на нови ученици во основното музичко училиште Ристо Јуруков почна новата учебна година. Настава ќе следат во 6-годишно и 9-годишно образование. При тоа годинава 16 ученици кои во основното училиште почнуваат во прво одделение, во музичкото исто така ќе следат настава во текот на 9 години. Покрај нив уште 8 ученика од оваа година ќе следат настава во текот на 6 години, а во основното образование ќе посетуваат четврто одделение. Во 9-годишното образование наставата во музичкото училиште ќе се следи по инструментите пијано и виолина, додека во 6-годишното за гитара, флейта, хармоника и традицијски инструменти. Предавањата во основното музичко училиште Ристо Јуруков се изведуваат индивидуално и во групи. Градежна механизација и работници од компанијата Коле Транс од Штип ја почнаа изградбата и комплетирањето на улицата Смилевски конгрес во населбата Драчевик во Кочани. Според техничката документација, новата сообраќајница ќе биде со должина од близу 200 метри и со ширина од 6 метри. Во рамки на градежните активности се реализира машински ископ на земјата. Потоа ќе се постави тампонски слој од дробен камен, а на крајот коловозот ќе биде асфалтиран. На десната страна од улицата ќе се изработи и тротоар со бехатон плочки. Изградбата на оваа улица ќе овозможи соодветен пристап до новоизградената градинка во населбата Драчевик, за која, меѓу причините за одложување на нејзиното користење, се споменуваше токму и неизградената сообраќајница. Улицата Смилевски конгрес поминува од западната страна на градинката и со нејзината изградба ќе се овозможи пристап за автомобили како и за возила за редовен дотур на стока. Изградбата на улицата е во вредност од 2.640.000 денари, а парите се обезбедени од буџетот на општина Кочани.
Со предавање за примена на нови методи и техники за унапредување на пчеларството во источниот регион, што се одржа во просториите на Црвен крст во Виница, Сдруженијето за рурален развој Јавор од Зрновци ги комплетираше активностите од проектот за подигање на медиумската писменост меѓу младите земјоделци. Во соработка со граѓанското здружение Ини од Виница, од почетокот на мај се одржаа повеќе предавања и работилници со земјоделци од општините Зрновци, Виница и Делчево. Главни теми беа препознавањето на лажните вести, создавањето отпорност кон дезинформации, подигањето на капацитетот на младите земјоделци за користење на дигиталните алатки и социјалните медиуми, како и за создавање партнерски однос со медиумите заради заживување и економски просперитет на руралните средини. Проектот ќе се имплементира и натаму во рамките на нашето Сдружение за рурален развој Јавор, бидејќи сме веќе и така наречен инфоцентар за земјоделците за источноплански регион. Имавме повеќе предавања за различни целни групи, за млади пчелари, за жени од рурални средини, значи жени кои што се занимаваат со земјоделски производство, за медиумска писменост, дигитална писменост, и имавме исто така активности истражувања кои што беа дел од анализите кои што ги правиме, колку нашите земјоделци се информирани и колку е битна информацијата, навремената информација за нивното работење. Тема на предавањето во Виница беа климатските промени и влијанието врз пчеларството. Значи, климатските промени и те како влијаат на пчеларскиот сектор, како и на другите сектори. Само два примера ќе ви кажам. Значи, UV-зрачењето придонесува до намалување на бројот на растенија кои што фактички лачат нектар и полен, прва работа. Втора работа, суша и сите други климатски непогоди се непомоцни за пчеларството и пчеларите треба континуирано да се едуцираат како да ги наминат тие работи и во делот на апитехниката, и во делот на заштита на болести, и во делот на нови производи, се со цел да се одржи бројот на пчели од проста причина. Значи, пчеларите само 10% зимаат од оној благодат што го даваат пчелите, 90% добива заедницата како резултат на опрашени билки кои што постеп даваат плодови, затоа што согласно изјавата на Алберт Најштан, значи ако ги нема пчелите за 4 години ќе го нема човекот, затоа што се прекинува ланецот на опрашување и едноставно нема храна. Стекнатите знаења од предавањата ќе им помогнат на младите пчелари и земјоделци да продолжат со примена на нови техники. Се занимавам со пчеларство повеќе години. Бев на овој проект, сега ме интересираше за некои нови иновации, што беа интересни за мене. Можда у иднина ќе ги практикуваме за посовено пчеларство. Секогаш е добро да разменуваш податци, информации со различни пчелари, техник на пчеларење. Климата зависи, менја се климата, 100% се менја климата кај нас. Тоа е многу лошо за пчелите сега и за нас пчеларите. Намало да се килограмите на мед од пчелно семејство. Во рамки на проектот, земјоделците се обучуваа и за онлайн продажби и пласирање на своите производи од куќен праг, според искуство од соседна Србија. Реализацијата на активностите на Сдруженијето од Зрновци и Виница беше поддржана од Македонскиот институт за медиуми, како дел од регионалниот проект Отпор кон дезинформација и говор на омраза за промовирање на медиумската писменост во малите градови и руралните средини во Западен Балкан, а што е финансиран од Европската комисија. На регионалниот патен правец од Кочани кон планинскиот рекреативен центар Пониква, викендов се возеше ридско-брзинската трка во рамки на државниот шампионат во автомобилизам, а што се бодува и за ФИА, зона на Централна Европа. На патеката долга 5 км и 900 метри во 4 класи учествуваат 26 возачи од Македонија, Србија, Црнагора, Бугарија и Косово. Организатор на надпреварот беше автоклубот Перформанс од Скопје, во соработка со Автомобилистичката федерација на Македонија, Сдруженијето на возачите Кочани и Општина Кочани. Подготвеноста на патеката беше одлична, а во најниската класа Е1 1400 најбрз беше Ѓорги Наков, член на клубот кој ја организира трката. Тој со возилото Застава Југо патеката ја помина со време од 4 минути 3 секунди и 13 стотинки. Неговиот клубски колега Слободан Трајковски во класата Е1 1600
Исто така со застава Југо оствари најдобар резултат од 3 минути 34 секунди и 10 стотинки. Во класата Е1 2000 победи уште еден возач на автоклубот Перформанс, Александар Ангеловски, кој со возилото Honda Civic возеше 3 минути 31 секунда и 50 стотинки. Меѓу домашните возачи во најсилната класа Е1 плюс 2000 патеката најбрзо ја помина Владко Костовски од автоклубот Проспорт со возилото Opel Astra, при тоа возејки за 3 минути 34 секунди и 13 стотинки. Кочанскиот возач Донче Иванов, кој во класата Е1 1400 со застава Југо настапува за автоклубот Фичо 600 од Скопје, во првото возење излета од патеката и остана без пласман. Инцидентот се случи уште на втората контролна точка непосредно по стартот, при што неговото возило го изгуби правецот на движење и заврши во земјениот насип. За среќа, Иванов помина без последици, додека возилото, поради оштетување на гумите, не можеше да учествува во второто возење и евентуално освојување бодови. За разлика од него, кочанецот Дејан Манасиев успешно ја заврши трката во класата Е1 1200 со Рено Клио. При тоа патеката тој ја помина со време од 3 минути 38 секунди и 24 стотинки, што е негово најдобро досега на оваа патека. На крајот Манасиев беше четврто пласиран.